Почитувани гледачи, добре дојдовте во новиот циклус на емисијата Печат. Во следните минути ви ја донесувам сторијата за најстарото училиште во државата, основното училиште Свети Климент Охридски. Преку кажувањата на поранешниот учител и директор на ова училиште Георги Арнаудовски и поранешниот ученик Јован Митрески, ќе ве потсетиме, посебно вас, повозрасните сограѓани, на школските денови поминати токму тука. Ве поканувам во следните минути да се потсетите баш на тоа време. Останете со Печат. Охрид од 9 век е центар на словенската култура и писменост. Со книжевната дејност на Свети Климент и Наум и со отварањето на првиот универзитетски центар во Охрид, градот има долга книжевна културна традиција. Низ вековите просветителската дејност најчесто се одржувала во црквите и манастирите. Во 18 век постоеле келийни училишта. Во 19 век, во 1857 година, во близина на митрополијата се отвара училиште помогнато од видни охриѓани од Варош. Во 1859 година, во куќата на Георги Мустрев, самарџија од Месокастро, се отвара приватно училиште кое работело во вечерните часови. Во 1897 година, во дворот на митрополијата во близина на Свети Богородица Перивлепта е изградена зградата каде што некогаш беше сместено училиштето Свети Климент Охридски. Денес Охрид има голем број државни основни училишта. На ридот покрај старата училишна зграда, каде што сега е сместена Охридската архиепископија, е изграден и современ училишен објект од каде што продолжува писменоста и образованието. Во изградбата на некогашната училишна зграда со модерна француска фасада учествувале видни охридски фамилии, како што биле Робевци, Пармаковци, Ѓорги Николов, Лев Огненов. За некои историски податоци поврзани со градењето на старата зграда, во која некога се изведувала настава, подсетува Ѓорги Арнаудовски, еден од поранешните учители и директори на основното училиште Свети Климент Охридски. Граѓаните од Варош во секое време просветата е подпомагале. И ова се докажа и за првава зграда, и за втората зграда, новата, актуелната, што се вика. Во тој случај охриѓани, што биле видните охриѓани, плајкале пари за мајсторите. А останалите граѓани, што немале пари, рекле, јас утре ќе му обезбедам ручек. Други од вечера и така натаму. Еден имаше случај покоен, каде што на татко му вели, што ќе му однесиме на работнициве? Ке фатиш едно крапче и крапчето ќе го однесиш печено, све ќе му го дајш на мајсторите. Од тогај
тој граѓанин Охрид, Крапчев како прекар му беше, работаше во медицински центар. Каневчев името не се сеќавам. И со тоа се кажува дека и во немаштијата за образованието тие одвојувале пари. Оваа иницијатива на тогашните охриѓани покажува дека граѓаните имале огромен сенс за значењето на образованието и писменоста. Поимотните граѓани финансиски ги помагале талентираните ученици за да се школуваат и надвор од Охрид. Морам да истакнам и тоа дека моралот на тие кандидати, а оземи го да речеме Глигор Парличев, тој е еден од наградите на Атинскиот универзитет Оарматолос, каде што тие грците му обезбедиле за медицина голема пара. Тој рекол не. Одбил понудата и дошол овде, прво бил учител, па после продолжил за активностите, за образованието, за кај што требало, за ширењето на училишта и така натаму. Во старата училишна зграда од почетоците до денес биле описменети генерации ученици, а биле подучувани од бројни учители и учителки. Еден од нив е и Ѓорѓе Арнаудовски, кој како учител во старата училишна зграда дошол пред 52 години. Овде кога дојдов 63 година. 63 година бев во почетокот помошник директор на почитуваната Нада Ставрич. После јас станав директор и прилично се заангажирав за новини во образованието. Арнаудовски раскажува за неговата определба како станал учител. Во неговото семејство, по мајчина линија од неговиот татко, веќе имале учители и тој по војната посакал да стане учител. Во 1950 година ја завршил учителската школа во Битола. Генерацијата млади повојни учители најчесто ги описменувале луѓето по селата. Арнаудовски службата го одвела во селата Велестово, Плаке, Дрслајца. Дури потоа бил назначен за учител во основното училиште Свети Климент. Мојот апетит беше тоа што во тоа време, 45-та и 6-та година, Македонија немаше учителски кадри воопште. И тога и бара кои се заинтересирани. Меѓутоа, богативе семејства своите деца ги праќаја на економија, на медицина и така натаму. И да ги видите и сега, то потекнува. Јас, мојот дедо беше илинденец, учесник во илинденското востание. Побарав, дедо може ли да ми обезбеди стипендија за учителска школа? Може. Бевне иницијатори за описменување на неписменото население во Македонија. Ја да речам, имам описменото негде околу 250 луѓе што беа заинтересирани. И тие секојаш и ден денеска, тие што останале живи, се разбира, да ми се заблагодаруваат што ето така му сум ги отворил очите. Поранешниот директор се навраќа на тогашното образование, многу поразлично од денешното, но и за промените кои ги спроведувале пред повеќе од 5 децении. Кадровски промени многу се изменија, од основно образование до предметна настава. Зашто во предметна настава предаваа кандидати со средно образование.
И во тој случај мораше да се обезбеди стручен кадар, да речеме за математика, математичар, за биологија, хемија, хемичар, биолог и така натаму. И тие, да речеме, тоа се формира педагошките академии во Битола, Скопје и Штип и прилично, да речеме, исфрлија кадри такви што завршија тие стручни предмети, така се потполнуваа. И во почетокот малце имав проблеми во смисол на тоа што не сакаат тие додат во пензија. А јас му реков, бидејќи вие ги исполнете условите, морате вие пензија да одите, да му го стапите местото на другите. И тоа се уствари, се докажа што ние во наредниот период добивме најголемото признание од маршалот, златен венец на председателот на државата. И тоа ми е една сатисфакција дека кадровската промена, организационата поставеност, сето тоа е резултат на ангажирање на целиот колектив во тоа време што работеше. Училиштето сместено на врвот од Ридот со поглед кон светлината, езерото и кулите, вриело од весел детски џагор. Во тоа време од 1100 до 1350 ученици имаше. При ова сакам да напоменам дека со тие кадровски промени и нови превземања во поглед на наставата се запишуваа од секаде, чак да речам и од Велесто, пример, овдека имаше. Роми од градо, имаше во Братство единство паралелки. Јас так имав еден случај каде што доаѓа родителот, директорот, ти си јас сум. Зошто вие ромчинава не ги сакате? Кој рече дека не ги сакаме? Наставникот ви рекол дека имате паралелка во училиштето Братство единство. Ама ние сакаме овдека во Свети Климет. Нема проблем. И во тоа време имаше околу 30 деца од прво до 8 деление ромчина. И сите завршија овдека. Училиштето во близина на црквата Перивлепта било посетувано од бројни намирни и случајни посетители. За една таква посета си приспомнува Арнаудовски. Едно сеќавање имаме еден француски научник научил дека во Охрид за секој ден имат по една црква и Охрид е светов град. И тој доаѓа во понеделник, а понеделник музеите не работат. И му кажал луѓето дека не работи музеот. Имате ли тука директор? Имаме. Викнете го, ме викне а мене. Тој француски зборуваше со професорката по француски јазик. Се разбравне дека тој научил за ова и да само за Климент Охридски и за Охрид. Јас знаев чуварот за црквата Бошко Момиров, го пустив нашиот хигиеничар да го викни, да му речи директорот те моли обавезно да дојдеш. Тој додека се свртив што се века дојде. Тој има натре во црквава едно снимена на лента каде што ги објаснува фреските во црквата и за црквата кога е градена и така натаму. И тој не знаеше како да се заблагодари. Рече, аз ке кажам на вашето министерство, се мислеше на сојузнето, дека
ме спаси од едно идење каде што ако требаше да се вратам, после дали ќе имав слободно време да се вратам, не знам. Научен работник во Париз, во музеите. Арнаудовски Егор што голем дел од својот професионален живот го поминал во оваа образовна институција и што низ времето објектот се менувал и развивал. Јован Митрески пак поранешен ученик на Климент, како што вообичаено го нарекували учениците ова школа, е исто така горд на своето училиште. Образованието го завршил во старата училишна зграда и во спомените се навраќа на почетоците од неговото образование. Прво деление ме запиша татко ми, покојниот ми татко, во училиште 59, учебната 59 на 60 година. Тоа беа првите чекори, да речам, на патот на образованието. Јас го нарекувам често пати, милувам да кажам патот на светлината, со оглед дека детето ќе почне да се образуваат, веќе стануваат погледите сосема се поинакви во однос на се што го обкружуваат и така. Учителка ми беше Елена Петковска, во незиното деление бев така, да речам, може би еден од привилегираните да имам слобода да кажам денеска дека беше стварно една добра учителка, вистинска мајка, пред се, па сетно после што не обкружуваше како учителка и така натака. Во класот броевме 38 деца и можам од тука да кажам да почнам со тоа дека тогаш почна како еден вид детска игра, преплетена со љубов и со нови личности кои што дечиња бевме собрани и во поглед на тоа со љубов и со внимание во однос на она снежно-белата хартија, така да ја наречам, на тие тетрадки во коцки што ги викавме, па во широки, па во тесни широки, која за математика, која за пишување на раскази или пак на крајот она последното пишувањето на краснописот во тесни и широки. Учењето овде беше, да речам, како да се изразам со оглед дека се качивме вака, буквално речено, на највисокиот рид над градов, овој град кој што е со векови познати, признати уште од античкиот период, и да видиме сведоци на така е од денеска позаматени погледи во однос со оглед дека годините го прават своето, но сепак остануваат и понатака да го гледаме ова големо езерско синило, кое што е дел од неизбришливото време кое сме го поминали овде, па кулите тука, па црквите околу нас, сето тоа влијаело можеби на еден начин да бидеме можеби за нијанса малку поинакви од своите сограѓани, пака да не навредам никого. Навираат сеќавања за школските другари од генерацијата 59-60 по пола век од завршување на осмолетката. Со оглед дека скоро имавме ние класен час, одржавме после 56 години и веќе тие фотографии кои што ги имаме, ги поседуваме, веќе напамет ги научивме сите, мада некои веќе ги отпознавме, не ги знаевме, не сме се видели, дури со некои можам да речам и 15 години со оглед дека по завршувањето на основното училиште, може би некои заминале да учат некој средно училиште во друг град и така сме се после заминале во брачните води, запловиле ваму тама и сето тоа допринесло да после 50 години буквално кога видиш човеков и не можеш да се изначудиш како не можеш да го препозниш, никакви траги нема. Но би ги спомнала, ево вака од девојчињата, ќе спомнам Красимира Ѓурчева, таа беше соученичка, ова е Ефимија Каневчева, Зоре Каневчева, Сладјана Каневчева, сега почвам вака од најнискиот дел на градов, па ќе се качам горе Билјана Бакалова, ова Вера Касапова, па Драгица Цветковска, таа е покојна сега веќе, Билјана Пепелкова и таа е почината, Крсте Матов, Номче Матов, Илија Рупески, Перо Димитров, Јове Каневчев. Сите тие се мои школски другари, ето денеска тие се дел од животов на градот, функционираат
пулсират градов, испреплетено со нашите знаења и можности за се подобар живот, ако може да се допринесе до тоа. Митрески се сеќава на училишните денови, на учителите, другарите. Училниците беа класични, училници кои што беа со подот беше од дрва, штици, во штици беа и најинтересно беше фактот кога се дојдеше септември месец, кога дојдеше през летото се вршеше одредено реновирање и одржувањето беше така во рамките на можностите од тоа време и најпоследното беше тоа што училниците последно ќе се премачкуваја со прегорено масло. И требаше еден месец, два веќе да поминат и да успееме да се спасиме од флеки одредени, а ние деца палави, па не можеме да ги избегнеме. Значи стално беше измачкано. Иста ситуација и со денеска овде е галерија на икони, тогаш до тоа време беше физкултурната сала, а долу во подрумот беше кујната и воедно и по Ото Теофил ни предаваше тогаш, Ото се сеќавам тука. И салата, и Кире Марин, тој беше многу така елегантен, представителен човек по физкултура што ми предаваше. Беше мощне дециден, строг во поглед на тоа, сето што требаше да се направи. Па некогаш ќе тие гашчињата што ги носевне за физкултура, ќе се скинеа тие клинците подизлезени вака во што беа ептен стружени штиците, времења, генерации поминале. Сето тоа остават едно сеќавање на тоа. А во поглед на доаѓањето и влегувањето на училиште, покојните Круме или Бошко, кога ќе со звонец, дранг, ние деца распрснати по Калево. Се овој дел кај што е новото училиште изградено, тука беше, тоа беше една огромна леја, да речам, од дрва, од бајами. И тука цело време престојувавме. Дури се релаксиравме на некој начин кога се случеше нешто потешко, па и после пак на одморот. Сите бегавме кун таму. Ќе спомнам покојна Вида Малезанова, таа беше добра учителка и предаваше историја и еден период руски предаваше. Таа беше мощне така, да речам, либерална во поглед на онако, но ние како деца тоа знаевме и да го злоупотребиме. И некогаш кога се преневираше и ќе удеше со дневникот на катедра, тие катедрите беа ош преплоча. И кога удеше овој звук, ќе се удеше баум, ќе направеше и така, свикаше, стоко, сара, седи. Значи, ајде, ќе се смиревме. А за сметка пак на тоа, хемија, Крсте ни предаваше, беше релативно млад, тогаш таму почна ние со хемија, пред него имаше една учителка ни предаваше, та си еде пензија и кога дојде тој чиста спротивност, многу беше строг, внимателен, но немаше на часот негов, не смеше, дури ке се шегувавме понекогаш ќе речевме, абе ова мува е таа и таа, затоа што се знаеше звукот на секоја мува што ќе поминеше таму. Значи, но тоа остави белек врз тоа дека, ето, пак ќе се вратам, дека денеска од ова училиште можеме со гордост да кажеме видни личности, дури имаме академици, Грозданов и Каневче, тие се академици кои што учеле и тие овде, мене затоа од тие причини се чувствувам горделив. Имаме интелектуалци, академски граѓани, да не повторувам, имаме професори, доктори, лекари, високо образовани, магистри, доктори науки, се имаме. Сеќавањето на Јован Митрески посебно му се останати детските игри, другарите, училишниот двор. Жагор голем, со оглед дека имаше многу деца. Јас, ако рачунаме дека по 40 на деца бевме во паралелка, во оделение, беше бројно многу деца, многу деца учеа, а и ги примаше децата од Кошишта, од Месокастро, Старград, па дури до Воскане, долу сите деца учеа во училиште овде. Имам доста другарчиња денеска, што тие соседи се сеќаваат, но ми е криво што ето јас само
Сам сум меѓу нив овде денеска да кажам нешто повеќе, сигурно тие поголем принос ќе даја. Почнавме 59-60 година, завршивме 66-67 година, 8 години. Имавме една таква, да не речам несреќа, но се случи да кога беше времето на определување да кој делени ќе учи кој јазик. И на располагање секако беше англискиот, рускиот и францускиот јазик. Сега влијание не можам да кажам дека имате родителите, но кај некој сигурно во определувањето за кој јазик ќе видите. И сега што се случуваше? Се сеќавам прво во 5-то, во 6-то тамо деление, од сите паралелки, од нашата, да речеме, од А, Б и В, се беревме, ако бевме руски, во една училница. Од сите три во една. Француски во другата училница и англиски во третата училница. И тоа беше, представуваше така едно движење, знаеш, часот побрзо ќе поминеше, дур седневме во клупиве, да сетне дур заврши часот. Калдермава, значи, беше секогаш линце, така да речем, се беше, немаше ни една тревка. И кога ќе се строевме после звонењето, ќе излезеше дали директорот и неколку наставници на горните пасамаци овде и ќе застане и ние ќе се редевме по оделенија сега. Највозрастните од десно и после лево до краја. И што се праеше? Неизбежно беше тоа да се влези натре, а да не се сврти кругот. И ќе почне од тамо на крајот, цел круг ќе се свртеше овде оака и кога ќе завршеше овој кругов од тие другите оделенија прикревеше и тоа ќе почне да влегне во училници. Детскиот жагор не можам да ви го опишам, затоа што ми се чини дека тогаш во тој поглед имаше некоја поголема динамичност, помилитантни бевне, но бевне страшно послушни деца. Ми се чини дека наставниците тогаш, учителите да речем, имаја во тој правец имаја поголема слобода да речем во однос на овие деца денеска што се образува. Ако направиме една паралела, владееше некој стравопочитување, да биде нејасно, знаеш. Па на крајот краишата уште да дојдеш пред директорот да застанеш, па тоа беше голема работа. Му претходеше разни средби, обавезно еден од родителите да би присутен, па и сето тоа, но тоа помагаше да влезеш во една така, да наречам, рамка која што помагаше во формирањето на личноста и за да можеш во животот, ова дефиниција, така да ја наречам, да ја стигнеш до целта она за која што сме ја зацртали. Низ годините, старата зграда со десетина училници ги надминала потребите на современото образование, па се почувствувала потреба од изградба на ново современо училиште. Охриѓани повторно покажале дека образованието им е важно. Со самопридонес изградиле современа училишна зграда која била пуштена во употреба во 1980 година. Поранешниот директор на основното училиште Арнаудовски е еден од иницијаторите за изградба на новата училишна зграда. Во почетокот на 65-та година се дискутираше, простор нема, меѓу смени имаше меѓу 11 и 1 сатот забавиштата нарочито да работат. И тоа овозможи да размислиме. Јас ги повика во тоа парвенците на градов и на стариот дел на градот, тоа да речеме Драго Киселина, покојни сега, Илија Лештар, Анасташ Снегар и многу други. И тие едногласно тоа го прихватија, одржавме состанок, присуствува голем број на родители со своји предлози, со своји мислења и тој предлог го пративме до собранието на општината Охрид. Собранието на општината Охрид, разгледувајќи ги сите констатации од родителите, од состанок со родителите и со членовите на советот на училиштето, констатира дека треба да се распиши самоприденост, зашто општината беше надлежна за распишување, и за тоа се заложи нарочито Љубен Батковски, Бранко Буташевски, Никола Крлевски, тие беа председател на собрание, председател на општински комитет на СКМ и председател на извршен совет. И тие се сложија и за брзо време се распиша конкурс и можам да констатирам едно големо задоволство што сите што излегува на референдум
Сите гласаа за. Арнаудовски е посебно горд што во училишниот двор пред повеќе од 3 децении Свети Климентовиот град тогаш ја добил единствената негова биста. Ја изработил македонскиот вајар Димо Тодоровски. Професор на Уметничката академија во Скопје се нафати тој да го изгради за многу ефтини пари. И некои од колегите и студентите рекле оти професоре многу ефтино. Кога се работи за школа, кога се работи за Климент Охридски, само основно треба да се плати трошоците за споменикот на Свети Климент. И добро е што ето така разбирање се наоѓат и во научниот кадар, каде што ето со гледале тие такви работи, не гледале од призма на средства лично за себе. И се тоа така зборува дека јас посебно ви се захвалувам вас што се зафативте за овај проблем и до крај треба да го довршите. Достигнувањата и успешните резултати на школата, Арнаудовски раскажува дека не останале незабележани во тогашната СФРЈ. Добивме признање, одликување од школото со златен венец за добра организација и за истакнати во образовниот процес. Понатаму, посебно сум задоволен што општината па и Републичкиот секретар за образование ме задолжија експерименталната петодневна работна настава да ние организираме. Во најголем успех се организира тоа петодневна настава и ден денеска на тој принцип се работи. Ние изработивме 2 примери кој го сака тие да се одберет. Овај се одбра, што го сега се применува и тоа ми чинеше задоволство, мене и на колективот се разбира, што тие се заложија, зашто во почетокот и тие треба да допринесат, да речеме, работните денови да ги напишат на децата, да му ги кажат кога што настава се одржуваат и така натаму. Тоа е второ. Трето, сепак, заради нашите активности, јас бев награден со одликување за сребрен венец од преседателот на државата. Заедничка желба на Георги Арнаудовски и Јован Митрески е основното училиште Свети Климент Охридски да ја продолжи успешно и понатака просветната традиција. Прво оделение беше од 100 до 120. 3 паралелки по 40 во почетокот. После се намалува. Јас апелирам спрема заинтересираните граѓани во Охрид да ја посетат ова училиште и своите деца да ги запишат тука, заради тоа што тие припаѓаат на ова училиште. Во тоа време ние имавме реонизација, да речеме од овој реон во онај не може да оди. Сега родителот не сака таму. Нема не сака во тој случај кога се работи за образованието, кај што ќе одреди стручниот кадар, право комисијата, ако имат некоја забелешка, во поглед на квалитетот или друго, ке кажи, а не да едноставно да се напушта и сега има 350, а еден наставник пред известно време ми каже дека биле околу 280 ученици. Тоа е не малу, но премногу малце. За олку заложба на граѓаниве од стариот дел на градов, тоест Варош, Месокарство, Кошишта, ме разбираш што му изградија модерна зграда. Јас имам 2 браќа и една сестра. Тие учеле овде. Нивните деца учеле овде. И моите деца имат учене овде. Се надевам дека Господ ќе не дарува да и внуците учат понатака во училиште. Она што го каже и почитуваниот тогашен мој директор,
апелот, јас си го исто така ќе го поддржам и да се трудиме да ова училиште го добие тоа вистинската светлост што ја поседува како едно училиште од најстарите училишта во државава. И тоа треба сатисфакција за секого да представуваат, посебно за дедовците, да речем, они што се мои врсници, па татковците нашите деца, па и внуците да бидат во истиот ред, мада сега друг систем на образование, децата последни влегвет, сега прво наставниците влегвет, тогаш обратно беше, но се да си остани во едни рамки да направиме една традиција да продолжи во вистински сјај. Се нишат спомените како неисцрпен извор од незаборавни моменти собирани повеќе од 6 децении. Погледот на двајцата соговорници е вперен со голема љубов кон двете згради, некогашната стара и нова училишна зграда. Заедничка желба им е детскиот џагор и понатака да одекнува кон езерското синило, бајрот, кулата. Светлината и понатака да блеска, а од ридот и понатака да се продолжува хуманото дело на Свети Климент.